Утре ќе бидат одиграни надпреварите од вонредното 14-то коло во првата женска фудбалска лига. 4 надпревари ќе бидат одиграни, а во рамки нова рунда слободно ќе биде екипата на Атлетико од Битола. Шампионот Љуботен на домашен терен ќе се соочи против Речица, во меч каде шампионот е голем фаворит за 10-то сезонско славје. А со оглед на тоа што Љуботен загуби од Каменица Саса во претходното коло во дербито во македонска Каменица, мечот против Речица е идеална шанса за враќање на победничките патеки. Правдата на мечот кој ќе стартува во 12 часот ќе дели Боби Величков од Велес. Без разлика на формат и тоа што Ас Юнајтед сезонава е далеко од играта и доминацијата од ланската сезона, надпреварот против Каменица Саса ќе биде дерби. Струженки имаат само 2 победи со 9 порази, се во долниот дел од табелата со 6 бодови, па сигурно дека ќе атакуваат на позитивен резултат во однос на Каменица Саса, која е максимално мотивирана за нов триумф, откако во претходното коло го доби лутиот ривал Љуботен. За рударките победата против Ас Юнајтед ќе биде важна бидејќи силно атакуваат на шампионска титула и на обезбедување на виза за излез во Европа. Правата нова меч ќе ја дели Фатмир Бафта од Охрид, а надпреварот ќе започне во 13 часот. Еден час подоцна од 14 часот во Струмица ќе започне надпреварот меѓу непоразениот лидер Тиверија Брера и четврто пласираниот Скопје. Овој меч ќе биде дерби на колото и најнеизвестниот надпревар кој го носи 14-тото коло. Тиверија Брера ќе биде фаворит на овој меч од повеќе сегменти, како од моменталната форма, играчкиот кадар, но и домашниот терен и поддршката од домашната публика. Во однос на Скопје кој е растеретен од било каков притисок и ќе сака да го изненади лидерот и прв да го порази, а со тоа да фати сериозен приколчок за врвот. Правдата на овој меч ќе дели Ирена Велевачковска од Прилеп. Во 14 часот и 30 минути во Скопје ќе стартува мечот меѓу Статов и Топгол. Ова ќе биде дерби од средишниот дел на табелата на двете екипи кои практично сезоната ќе им биде фокусирана да го освојат петото место. И Статов е токму на петото место со 13 бодови, додека пак Топгол е на шестото место со 8 бодови. Виолци и Зери од Гостивар ќе биде задолжена да ја дели правата на овој меч.